Добре дојдовте! Денес зборуваме за една невидлива, но неверојатно моќна сила што ги обликува нашите животи. Мотивацијата. Таа е всушност оној внатрешен мотор што не тера да станеме наутро, да ги следиме нашите цели и да ги правиме сите избори што ги правиме секој ден. Но што се случува кога тој мотор ќе почне да откажува? Според најновите истражувања од 2024, ова е процентот на вработени кои се чувствуваат немотивирани на работа. 68%. Тоа се повеќе од двајца од секој тројца луѓе. Ова има огромни последици и за самите луѓе и за компаниите. Ова не е само нека бројка, ова е реален, распространен проблем со кој се соочуваат милиони. И токму ова е главното прашање на кое ќе се обидеме да дадеме одговор денес. Ќе истражиме што точно е мотивацијата, како таа всушност функционира и, најважно, што можеме да направиме кога ќе почувствуваме дека не напушта. Еве го нашиот план за денес. Ќе почнеме со основите, па ќе истражиме таа позната хиерархија на потреби, ќе видиме кои се внатрешните конфликти што не кочат и ќе завршиме со некои практични стратегии како да го разгориме нашиот внатрешен оган. Ајде да се нурнеме во ова. Добро. Прво, да ги поставиме темелите. Што точно е мотивацијата? Како функционира овој психолошки мотор што не турка напред? Најпросто кажано, мотивацијата е внатрешен процес што ни дава енергија да действуваме. Значи, таа не само што ја поттикнува акцијата, туку и дава правец и не одржува во движење се додека не стигнеме до целта. Без неа, целите се само пусти желби, нели? Она што е навистина интересно е дека мотивацијата не е нешто што се случува еднаш, туку е постојан циклус. Се почнува со некоја потреба или желба, која создава тензија во нас. Потоа, некој стимул од околината не поттикнува на акција, таа акција е насочена кон целта, а кога ќе ја постигнеме, чувствуваме задоволство. И тогаш, се појавуваат нови потреби и кругот почнува одново. Овде доаѓаме до една клучна поделба. Внатрешната мотивација доаѓа од нас самите, кога правиме нешто затоа што едноставно уживаме во тоа. Надворешната, од друга страна, е поттикната од надворешни фактори, како плата, бонус или пофалба. Иако надворешната може да биде ефективна за некои рутински работи, внатрешната е онаа што ја поттикнува вистинската креативност и долгорочната посветеност. И оваа бројка го докажува токму тоа. Истражувањата покажуваат дека луѓето со внатрешна мотивација можат да постигнат и до 35% подобри резултати во сложени задачи, особено во оние кои бараат креативност. Значи, поентата е јасна. Да се поттикне внатрешниот интерес е далеку помојшно отколку само да се понуди награда. Нашите мотиви во суштина може да се групираат во три главни категории. Биолошките, како глад и жед, се универзални и неопходни за да преживееме. Социјалните, како потребата да припаѓаме некаде, ги учиме. И личните, како желбата за успех или љубопитноста, се длабоко индивидуални и го обликуваат нашиот карактер. Сега, ајде да преминеме на една од највлијателните теории за мотивацијата, познатата хиерархија на потребите на Абрахам Маслов. Ова е како еден нацрт за разбирање на човековите потреби. Во основата на пирамидата се наоѓаат нашите најосновни биолошки потреби – храна, вода, сон. Ова се работите без кои едноставно не можеме да преживееме. Кога овие потреби не ни се задоволени, тие доминираат со нашето однесување и сите други мотиви паѓаат во втор план. Откако ќе ги задоволиме основните потреби за преживување, се појавува потребата за безбедност. Ова вклучува физичка сигурност, стабилно вработување, добро здравје. Во суштина, сакаме да чувствуваме дека нашиот свет е организиран, предвидлив и безбеден. Следното ниво е социјално. Луѓето се социјални суштества, нели? Имаме длабока потреба за љубов, пријателство и чувство дека припаѓаме на некоја група. Изолацијата и осаменоста можат да бидат исто толку штетни колку и недостатокот на храна. Одиме понатаму, доаѓаме до потребите за почитување. Ова се однесува и на внатрешното чувство на вредност и самодоверба, но и на надворешното признание и почит од другите. Сакаме да се чувствуваме компетентни и да знаеме дека нашиот придонес е ценет. И на самиот врв на пирамидата се наоѓа самоактуализацијата. Ова е таа потреба да се стане најдобрата верзија од себе си, да се реализира сопствениот целосен потенцијал. Ова не е некоја крајна дестинација,
току еден постојан процес на раст и самоисполнување. Но еве го делот што отрезнува. Достигнувањето на овој врв е исклучително ретко. Самиот Маслов проценил дека само околу 2% од луѓето успеваат да стигнат до вистинска самоактуализација. Ова совршено покажува колку е тежок патот до целосното остварување на личниот потенцијал. Ама, да бидеме реални, патот кон остварување на целите не е секогаш лесен. Многу често се соочуваме со пречки и со внатрешни конфликти. Ајде да видиме што се случува кога нашите нагони ќе се судрат. Фрустрација. Сите го знаеме ова чувство, нели? Тоа е она напнатост, лутина или обесхрабрување што го доживуваме кога нешто ни стои на патот. Пречките можат да бидат надворешни, како на пример недостаток на пари, или внатрешни, како нашите собствени стравови и несигурности. И кога сме фрустрирани, често реагираме на еден од овие 4 начини. Агресијата е кога го напаѓаме изворот на фрустрација. Регресијата е кога се враќаме на некое детско однесување. Фиксацијата е кога обсесивно ја повторуваме истата стратегија што не успева. А повлекувањето е кога едноставно се откажуваме. Нашите внатрешни конфликти исто така доаѓаат во различни форми. Понекогаш треба да избереме помеѓу две супер работи. Понекогаш помеѓу две лоши, а најчесто се соочуваме со избор што има и добри и лоши страни, што го прави одлучувањето особено тешко. Добро, откако ги видовме предизвиците, сега да се фокусираме на решенијата. Како можеме да ги надминеме овие конфликти и да го искористиме нашиот внатрешен нагон на најдобар можен начин? Еве 4 навистина моќни стратегии. Прво, когнитивно реструктурирање, што значи да го смениме начинот на кој гледаме на проблемот. Например, да го гледаме како предизвик, а не како непремостлива пречка. Потоа, балансирано одлучување, каде што ги анализираме сите опции. Социјалната поддршка, односно барањето помош од другите, е апсолутно клучна. И конечно, емоционалната регулација ни помага да научиме како да се справиме со фрустрацијата, без да дозволиме таа да не преземе. Разбирањето на мотивацијата има огромна практична вредност. На личен план ни помага да си поставиме подобри цели. Во образованието помага да се создадат средини каде учениците навистина сакаат да учат. А на работното место тоа е клучот за создавање на позитивна култура, каде што оние 68% ќе се чувствуваат ангажирано и исполнето. И ќе завршиме со ова прашање за размислување. Во свет препон со нотификации и социјални медиуми и бескрајни можности за забава, традиционалните мотиватори се соочуваат со нови огромни предизвици. Што е она што навистина го поттикнува нашиот нагон денес? Тоа е прашање за кое навистина вреди да се размисли.